Гостин во студио 1 е портпаролот на ВМРО ДПМНЕ, господинот Наум Стоилковски. Добро дојдовте во студио 1. Добро ве најдов, ова е моје прво учество кај вас во вашата Се надеваме не и последно. И јас исто. За утре најавивте голем протестен митинг со кој што практично најавувате дека од тука почнува крајот на оваа власт. Така. Кои се причините поради овој протест? Зошто сте незадоволни од актуелната влада, која што е една година на така власт, и колку луѓе очекувате на тој протест? Токму така се навршуваат година дена од ова ненародна, октруирана, вештачка кованица од владина коалиција во Република Македонија. Сметам дека причини секој знае, па и вие сами знаете, кога наутро ќе станете, ако сте искрени пред себе, кога ќе се погледнете и кога ќе помислите дали имате повеќе пари, дали сметате дека напредувате во животот, во кариерата, во бизнисот, кога ќе помислите колка е цената на дизелот и воопшто на горивата, кога ќе помислите колка ви се цените на прехранбените продукти, кога ќе ви стигнат сметките, воопшто кога ќе го погледнете животот, онака утрински, нели, секој од нас станува наутро, се мие, ќе се погледне во огледало, ако сте честни пред себе, тогаш утре во 20 часот ќе бидете на платото пред владата да ја кажете не на оваа влада, не на овие погубни политики. Но економијата е само еден дел од она зошто всушност се прави овој протест токму на година дена на истек на оваа власт. Ајде повторно да бидеме честни пред себе. Колку граѓаните веруваат во судството денеска? Колку граѓаните веруваат во онаа ослободителна пресуда за премиерот Зоран Заев, кој што од скалите, всушност од обвинителната клупа, кај што беше обвинет за корупција, најавуваше реформи во судството и повторно од судот седна на столчето на чело на тоа тело за реформи на судството. Меѓутоа Европската унија во досегашните реформи оваа влада дали ја тапка по рамо, дали вели продолжете на прав пат сте? Ова е сосема спротивна констатација од ваша. Ајде повторно да бидем искрени пред себе. Колку така наречено кристално чисти препораки добиле македонските влади до сега? Секогаш кога се појавувале вакви отворени врати, прозорци, јата, нели, за влез во евроатлантските интеграции, македонската влада добивала некаква препорака, силна поддршка за влез за отварање на евроатлантските нели, аспирации и членства. Меѓутоа, секогаш било едно прашање кое што постоело пред таа влада. Сега, оваа кованица од власт, каде што е, јас ја оценувам како комплетно нереална, комплетно без никаква основа, ако гледаме кои се членуваат, таму членуваат и оние партии кои меѓусебно се кара и се формира за да се урнат една со друга, да речеме БЕСА беше формирана како контрапункт на ДУИ, а сега се заедно во власта. СДСМ ветуваше дека ќе ги казни сите криминалци од ДУИ, па сега се заедно во власта, нели? За од ДУИ за сега нема судска постапка, односно па нема ни да видите судска постапка, нема која ништо да видите од судот. Тие од ДУИ посебно велеа дека не го почитуваат судството и дека не го признаваат судот. Премиерот Заев велеше дека не го почитува судот, а сега го почитува судот кога седи на тоа столче од каде што најавува реформи кои каде ќе биде и најавуваше и какви не знам казни за реизбор на судиите. Значи несомнено очекувате утре да соберете голем број на луѓе, а не само приврзаници на ВМРО ДПМНЕ. Апсолутно. Ова е протест. Ова не е митинг на ВМРО. Ова е протестен митинг во организација на ВМРО ДПМНЕ, каде што треба да дадеме една слика, прво за власта, за овие една година, малку ви е топло во студио. Од друга страна, ќе се представи дел од новата програма, која што се подготвува, и всушност од утре започнува она жешко лето кое што ќе биде, нели, како најава за она што ќе се случува, односно почеток на падот на оваа октруирана власт во Република Македонија. Добро, значи очекувате многу луѓе. Меѓутоа, ако се погледне анкетата на телевизија Телма, ќе се види дека Зоран Заев предничи над Христијан Мицковски со огромни бројки, односно 24,1% е поддршката за Заев, а само 2,9% за Мицковски. Ајде вака сега.
Сметате дека луѓето после се што се случува во Република Македонија, после она јадење на живи луѓе, дека всушност реално одговараат на телефонски анкети, која ќе ги прашаат дали се за Заев? Ова е огромна разлика и покажува дека Мицковски сушност, дали по ТВ дуелот кој што го има со Заев, дали со самото назначување, буквално го ослабил рейтингот на ВМРО ДПМН. Или? Ќе видиме тоа. Бидејќи Не, како да ви кажам, верувате ли во оваа анкета? Не може да верувам, не може да коментирам анкети. Значи не коментирам анкети, особено не во вакви услови каде што се спроведува терор, политички терор, кој што се врши врз се што не е истомисленик на оваа власт. Добро, меѓутоа, Се бркаат луѓе од работа. Верувајте, значи се бркаат. Како да биде спроведена телефонска анкета, кажете ми кога премиерот се фали со прислушувани разговори, телефонски се спроведува анкета, а при тоа се врши политички прогон и терор. На се што не се изми. И вие очекувате телефонска анкета некој да каже еве сега јас сум против Заев. Мислам да не бидеме Господин Стилковски, минатата година токму истава анкета правена на Телма со Така? истиот метод покажа поголем рейтинг на Груевски од Заев и тоа за И што еден се или случи два. во оваа година Меѓутоа дена? тогаш не Токму- коментиравте дека И јас не коментирав лани, јас сум портпарол еден месец. партијата не коментираш. Партијата можеби не коментирала. Од лани до сега имаме нов председател во ВМРО ДПМН, кој е половина година председател на ВМРО ДПМН. Има нови работни тела. Се формираат нови групи, нови тела, нов статут се подготвува во партијата. Значи, се работи во партијата. Меѓутоа, времето кое што изминува оваа година дена ги покажа сите црни лица за кои што предупредуваше ВМРО ДПМН. Стравот владее во Република Македонија. Тоа е Стравот да се каже Република Македонија. Како да ви кажам? тоа е ваша лична констатација на партијата или Јас ви кажувам, јас сум секојдневно меѓу народот, јас го слушам народот што кажува. Каква телефонска анкета ако председателот на владата вели јас имам прислушкувани разговори, така нели? Нема да не тргна во забораваме, се значи тоа. минатата година пред да дојдат на власт, Добро. анкетава покажуваше дека Груевски сепак е се уште најпопуларниот Минатата година пред да политичар. дојдат на власт. И повторно се вртиме во круг. Што се случи оваа година? Имаме класичен политички прогон. Работата не е толку кристална како што сакаат да ја прикажат препораката. Петте најголеми држави во Европската унија застана и велат не е Република Македонија за прием. Зошто нон-пейперот? Сега ги слушаме дел од амбасадорите, И за нели велат нон-пейперот поделени нон-пейперот се не е мислењето. некој официјален документ, не е официјален документ, а зошто тогаш постои? И тоа препораката беше безусловна. Зошто постои? Ама безусловно, што значи безусловно? Македонија има на својот Ајде вака сега. Ако не го затвори прашањето за името, наметнато од Република Грција, по грчки терк, онака како што го посочи грчкиот премиер, грчката влада вчера што вели? А ако не го затворите името ерга омнес уставни измени, нели со бришење на се што е идентистичко, односно се што значи македонско во уставот нема Европска унија и НАТО. Проблемот со Дали е тоа грчкото безусловна препорака? Проблемот со Дали е името тоа со безусловна Грција е препорака? 25 години, за Дали него е тоа преговараа безуслов- најразлични структури. Дали е тоа биле ВМРО ДПМН, дали дали е биле тоа СДСМ. безусловна, кристално јасна, чиста покана влез членство отварање на европските интеграции? Господин Стилковски, значи името Значи, не. името е проблем на државата од Точно. почетокот на својата независност. Точно. Тоа значи дека во моментов името треба да се реши. Дали тоа ќе биде Зошто во променето моментот? име, Јас тоа ве прашувам. дали тоа ќе биде променето Значи, име? јас ќе да ви кажам... Ако не во јас- моментов, тогаш кога јас би се вака- сменила јас вака- власта, би дошле јас вие за вака- да го промените вие. Така. Не ние да го промениме. Вие би го задржале истото име. Не. Името ќе дојде на маса кај следната влада и кај следната влада се додека не се најде компромис кој што ќе ги зачува, нели, македонското достоинство, идентитет, посебност во тие преговори. Во Република Илинденска Македонија, Тоа бидејќи е тоа партијата... република. Која е таа Дозволете. република? Која е таа република Илинденска Дозволете, Македонија? дозволете. Еве, повелете. Со предлогот Република Илинденска Кој е Македонија, тој ВМРО предлог? ДПМН Кој е тој предлог република? не се согласува. Никој не се согласува. Станува збор за име предложено по, јас би рекол, дури и нај-ВМРО-вското име за она принципите на ВМРО, Илинден. Меѓутоа, како партија никогаш официјално не излеговте да кажете што
пречи во тоа име и во момент кога партијата ќе каже што и Кој е пречи, тој предлог? треба да понуди Кој е алтернатива. тој предлог? Треба да понуди Кој да алтернатива. понуди алтернатива? ВМРО ДПМН како партија која што треба да дојде на власт. Емо. Дали имате алтернатива? Значи, дали ова што се излета премиерот на Република Македонија, што го во истиот момент, играјки со сентиментот на македонците, со понуда на такво име, го отвори, го предаде Уставот, уставните измени, прифаќање на име за целосна употреба по грчки терк. Кое што сега слушаме по медиумите дека веќе не е проблем. И ние ќе играме ќе лицитираме со имиња, а не со она што е суштината на тоа. На таквите предлози. Господин Стилковски, ако е така како што велите. Не дали е така. Јас не сум во состојба овде да бранам ниту една друга партија. Јас сум овде да ве прашувам. Не, воопшто само прашувам. Исто, јас само отварам прашање за гледачите. Така, бидејќи не се согласувате со понудените решенија, не се согласувате со Република Илинденска Македонија предлог за кој што преговара, па падна затоа што нема консензус во државата. Во која држава? Во нашата и во Грција нема консензус. А значи во државите. Во државите. Бидејќи вие настапувате како опозицијска партија. Затоа што нели како рече премиерот, застанете зад мене, ние се договоривме, Ципрас ми вети. И исто не ја доби Ципрас поддршката од опозицијата во Грција. Или некој изигра за во Македонија да фино се отвори уставот и веќе тоа да не се поставува прашање дали ќе биде ерга омнес. Сега јас ве прашувам. Која е алтернативата која што ја нуди партијата ВМРО ДПМН за решавање на спорот со името кој што треба да го отвори и патот кон ЕУ и кон НАТО? Сега ја ве прашувам. Каде е знаењето на Радмила Шекеринска дека за 6 месеци ќе ги отвори евроатлантските интеграции со зачуван устав и нели и културен и јазичен културна и јазична посебност на македонците? Каде е знаењето дека нема да се отвори уставот како што даваше ветувања премиерот Зоран Заев за Дојче Вели, за домашни медиуми? Добро, го поставивте прашањето за Шекеринска. Дали се на власт? Добро, прашањето за Шекеринска го поставивте, меѓутоа, која е алтернативата на ВМРО ДПМН е моето прашање. Каква алтернатива? Алтернативното решение за решавање на спорот со името. Името се решава во рамките на процесот почнат во Обединетите нации и тој трае. И тој може да трае. Се додека не се го оставиле незавршено. Зошто да го оставиме незавршено? Па бидејќи велите дека е процес кој што може дали треба да се прифатат сите грчки барања за да се направи некаков исчекор во евроатлантските интеграции кои што не се гарантирани? Дали треба да се смени се што е македонско, да се избрише, да се удри со брусилица по паметниците за да може да се почнат евроатлантските интеграции? Значи вие сакате да кажете дека ќе го задржите името, ќе го задржите уставот, дека во обратна ситуација ставот на ВМРО ДПМН е непроменет, а тоа е нема променена устав со цел промена на уставното име. Добро. Процесот воопшто не се одвиваше да биде променет уставот. Процесот започнат во Обединетите нации не велеше дека ќе се сменат националност, јазик, културна посебност. Инсистирам на ова прашање. Тоа отпочна од кога Зоран Заев и неговата екипа за една намена излегоа од рамките на Обединетите нации. Каде е преговарачот? Каде се преговарачите? Започна посебни средби, па после да го информираат медијаторот. Господин Стилковски, никој во државава не знае зашто всушност разговара Зоран Заев. Никој. Председателот денеска побрал информација, не ја добил. Знаете ли вие? Ако за нешто на оваа власт изамеруваат... дали вие знаете како медиум дали вие како медиум знаете зашто преговорал Зоран Заев? Дозволете, ако нешто на оваа власт изамерува, тоа е дека е премногу фокусирана на надворешната политика на Република Македонија. Надворешна политика која во една година, како што вели и самиот Ципрас и самиот Кодзијас, ги одглавиле сите 10 години наназад. Тоа значи дека имавме 10 години стагнација наместо решение за овој проблем. Овој проблем ако се решеше изминатите 10 години, немаше сега ни да се преговара. Со оглед на моето искуство претходно, пред да станам портпарол на ВМРО ДПМН, ќе ви кажам вака, она што според грчките медиуми неофицијално сега се заговара, е токму старо 10 години и тоа е решение на меѓународна кризна група.
Република Северна Македонија со отворен устав, со уставни измени, со сменет јазик и народ. Тоа е Од тоа јазикот предлогот. не се менува. Тоа е предлогот. Знаете вие зашо се предлогот? Јас зборам за Не, предлогот од јас- меѓународна Јас кризна група. зборувам за она што беше изјавено Значи во јавност. ништо не знаеме. Во јавноста ништо не е кажано. Добро, вашиот лидер беше на лидерската средба, разговараа. И Вие излезе после тоа. ставовите сигурно ги знаете повеќе и Кои од мене. ставови? Околу решение за името. Што Решението кое што го понуди на маса беше Република Илинденска Македонија со отворен устав. така? Дали во го повлече вчера? Го повлече бидејќи немаше Дали го консензус. повлече вчера? Бидејќи Каде? немаше консензус во двете држави. Ма сега, значи има решение или нема решение? Не е во името. Дали разбирате? Во пакетот. Добро, во пакетот. Да. Пакет кој што вие го знаете повеќе од мене, Не го бидејќи знаем. сте портпарол Не на го знаем. ВМРО ДПМН. Не го знаем. Вашиот лидер не го знае. Не го знае. Не го знае. Знаете зошто инсистирам на ова прашање? Ова прашање инсистирам бидејќи за време на ТВ дуелот, кој што е срамно за Македонија после 20 години да се има ТВ дуел помеѓу Така. премиер и лидер на опозиција, во ТВ дуелот изостанаа неколку одговори на прашања, а тоа беа кога Заев во еден момент рече јас го предложив Република Илинденска Македонија и стојам за тоа и барам поддршка. Меѓутоа, ако не се согласувате, господине Мицковски, која е вашата понуда, односно алтернатива? И овде не добивме одговор, затоа ве прашувам Јас вас. значи како да ви кажам? Македонците треба да лицитираат за своето име. Значи, ајде сега ќе си играм играчки кој е поголем миленик на Грција или на Ципрас или на грчката опозиција. Вие како политичар знаете Не, јас ве прашувам, значи ние треба, не ми е јасно. Ова е најниската гранка на македонската дипломатија. Секој што малку разбира дипломатија, секој што малку разбира надворешна политика и меѓународни односи ви кажува. Премиерот настапи газејќи ги сите црвени линии. Претходно посочи, пред да стане власт, дека патриотизмот не им доликува. Да не си играме. И при договорот со Бугарија ги погази сите оние основни начала кои што постоја како црвени линии. Зошто ги гледате одвоено двата процеси? И договорот за Бугарија беше пофален од Европската Унија како едно од Ама вие кој ќе го решите достигнувањата проблемот на Европската надворешната Унија, политика. апсолутно. За нив повеќе Грција не е проблем дека го прекршила времената спогодба, која што не е ни ратификувана во Грција. Значи, вие кога ќе го решите, кога ќе прифатите се и кога ќе го затворите прашањето, што останува тука? Проблем имаат европјаните? Немаат. Европјаните тогаш ќе имаат проблем со ова што е наведено во нон-пейперот. Ова што ништо не е спроведено. Ајде да не се најдеме во ситуација кога јас и вие би го решавале името на маса. Па не, воопшто Во не го моментов, решаваме. Не ни спорот- знаеме за што станува збор. Ниту вие како медиум, ниту ние како опозиција, ниту председателот на државата не знае за што се разговарало. Денеска или вчера беше министерот за надворешни работи усно му пренел без никаков документ. На средбата беше побаран некаков документ на писмено што се разговарало. Меѓутоа, токму таквиот процес може да се толкува различно. Например, вие толкувате во моментов дека иако сте портпарол на најголемата опозицијска партија, Не, која што неголемата треба партија во Република Македонија, не неголемата само партија опозицијска. во Република Македонија, која што треба да сте информирани за тоа. Од друга страна, Нимиц, кога и да излезе на пресконференција, зборувам за Нимиц, ниту за Кодзијас, ниту за Димитров, вели преговорите се во крајна фаза, двете држави имаат волја за решение на името. Нимиц е оптимист, колку години е медијатор? Тоа за вас Толку години е он оптимист. несериозни се неговите изјави тоа. Не велам дека се несериозни, се држи човекот во рамките на она што е дипломатија, она што е медијација, она што е негова задача и функција, она дипломатски речник во ракавици, од кој што излезе македонскиот премиер, рушејќи ги сите позиции на Република Македонија. Сега, меѓутоа, тоа не е само причина за протестот кој што беше утре и чинам за што ме повикавте како една најава за утрешниот протест. Особено, нели, можеме да зборуваме за Кои се сите- говорниците утре на протест? Молам? Говорници кои се на протестот? Не Меѓу видов другите ќе се некаде обрати во- нели и председателот Мицковски, кој што ќе даде осврт на оваа година дена, но ќе даде осврт и на она што ќе преземе ВМРО ДПМН како план откако ќе се смени оваа ненародна власт. Друг освен Мицковски зборува на протест? Ќе има говорници. Ќе Да, зборува, оставиме сега, ќе бидете присутни, те ќе ќе видите. зборува поранешниот председател Никола Груевски или Не. Не? Не. Бидејќи ќе се зборува за иднината. Ајде така, кога сме кај еднината, во една прилика
Тоа беше 26 декември 2017 година по состанокот на Мицкоски и Заев натре во владата. Го прашав господинот Мицкоски дали следува една нова политика на ВМРО ДПМН со промената на раководството, што ќе значи гостување по дебати, ќе значи поголема транспарентност од се што се случуваше изминатите 10-11 години. Господинот Мицкоски рече дека многу набрзо ќе го видиме тоа и ќе бидеме сведоци на една нова политика. Меѓутоа, последниве колку 5 месеци, освен неколку два-тројца лица на партијата, не гледаме да се учествува во дебати. Во тој момент го имавте напуштено и собранието. Вие сметате дека ВМРО ДПМН не се појавува на дебати? Да. Добро, јас од моето претходно искуство Мене ми е многу драго што сте вие овде денес. Јас од моето претходно искуство ќе ви кажам дека власта бегаше од дебати во очи на локалните избори. Претходното искуство како новинар? Да. Тогаш беше актуелен Никола Груевски на власт. Ако велите власта бегала од дебати. Локалните избори кога се одржаа? Велите кога бевте новинар. Бевте новинар кога Никола Груевски беше Ја премиер. бев новинар до пред еден месец. Јас се прашувам. Добро, ако ве прашам, изминатите 10 години, зошто немаше дебати? Тоа сме сведоци, медиумите беа ставката за медиуми во Европската унија, извештаите, знаете како беше дополнета таму, се врши опресија врз медиумите и слично. Добро, и сега можеме сега, да дали зборуваме. новото раководство ќе влезе во Ајде сега вака да транспарентна. Дали ќе зборуваме сега за она што било или ајде отвориме сега вака колку биле апарати набавени во здравството, дали сега ќе го реши проблемот во здравството? Како било, не знам, фондот за здравство, дали тоа сега ќе ги качи пензиите на пензионерите? Еве, повелете за новите политики на ВМРО ДПМН. Дали тоа денеска ги качува пензиите, ако ние дискутираме на оваа тема за која што дискутираме? Јас запрашувам, бидејќи господинот Дали Мицкоски... пензиите се поголеми? Дали потрошувачката кошничка е задоволена? Дали оваа власт направи едно дело за земјоделците за да тие можат да направат? Инветуваше пласман, инветуваше на оризарите цена откупна која што сега не е ни до половина. Инветуваше, не знам, на производителите на жито дека ќе има откуп, па после сега гледаме дека ќе го внесува житото од Србија, па мелничарите не сакаат ни за стока, бидејќи нема ни сточен фонд. Што до каде стигна зелката и оставена е на полињата, бидејќи за 2 денара не им се исплати ни да ја берат. За овие политики кои што сметате дека не се добри, имате ли нова програма? Апсолутно. Дека таа програма се прави. ВМРО ДПМН е сериозна партија и секогаш сериозно настапувала кога било ветување во прашање. И тоа го покажале овие 11 години. Минатите 11 години. Додека биле на власт. Со проектите кои што биле реализирани. Кои проекти се сега реализирани? 600 километри автопат. Кои што сега, како беше споредно на реализацијата, дека се почнува 800 километри пат. Проектите на актуелната влада немам намера да ги коментирам, бидејќи не е моја работа, затоа се овде граѓаните да знаат помеѓу двете партии кои каква понуда има. Јас запрашувам за новото раководство, дали има програма. Новото раководство подготвува програма, дел од таа програма ќе биде презентирана утре на протестот пред граѓаните, дел од таа програма, инаку ВМРО ДПМН е сериозна партија со огромно членство, со еминентни имиња, професорски, научни имиња кои што работат по партиските тела каде што се подготвува таа нова програма со која што ќе настапиме, нели, се надевам наскоро после ова активно лето и активна есен веројатно која што ќе следи после овој митинг како почетна точка на топење на власта на ова октруирана власт во Република Македонија, неприродна коалиција, коалиција која што освен криминални дела и, нели, како рековте, дипломатски активности во насока на решавање на проблемот нема Македонија. Македонија нема спор со името. Спор има Грција. Проблемот кој што е наметнат од Република Грција со уставното име на Република Македонија и тоа е таа единствената намена заради која и се на власт. Господин Стилковски, ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да гостувате во студио 1. Чаловски, ви благодарам што се надевам дека ме поканивте и што верувам дека нема да биде ова прво и последно нели гостување кај вас. Воопшто нема да биде последно. Како што е практика, политичкиот трилер Времето на Перонов на Санта Аргирова за гостите во студио 1. Так. И ве очекуваме повторно дали после митингот и можеби ново настанатата ситуација. Так. Ќе разговараме. Ви благодарам, ве поканувам. Еве ќе искористам оваа прилика да ги поканам сите оние што, како што реков, утре наутро ќе станат, ќе се погледнат во огледало, ќе го погледнат својот
новчаник, ќе го погледнат својот джеб, ќе се прашаат дали живеат подобро, ќе се прашаат дали веруваат во судството, ќе се прашаат дали воопшто има перспектива бизнисот во кој што делуваат со оваа и ваква власт и кои што, бога ми, ќе се прашаат со какво име ќе се разбудат можеби следното утро. И вас исто ве поканувам, нели? Го слушнавте повикот на портпаролот на ВМРО ДПМН за утрешниот митинг 2 јуни. Ние сега правиме една кратка пауза и се враќаме во студиото со останатите